Овде на Античкиот театар во Охрид се прават последните подготовки за вечерашново отварање на 62-то издание на најпрестижната културна манифестација во земјава, фестивалот Охридско лето. Овде на Антички фестивалот вечерва ќе биде отворен со концерт на 4 италијански тенори заедно со оркестарот на Националната опера и балет. Отварањето оваа година е конципирано така да биде, да речам, достапно на пошироката публика со изведба на популарни арии и песни во изведба на 4 тенори. Станува збор за 4 тенори кои што се во голем подем во моментов низ Европа. На фестивалот годинава се предвидени да настапат 1000 уметници од 25 држави, а публиката ќе ужива во 36 концерти, 9 театарски представи и 6 настани во дополнителната програма. Да очекуваме многу богата програма и во музичкиот и во драмскиот дел. Оваа година многу повеќе публика, не би издвојувала никој, сите се најдобри. Освен отварањето, јас би одвоила неколку настани. Прво, концертот на Стефан Миленковиќ, кој е добро познат на македонската публика, потоа камерниот оркестар на Македонската филхармонија, камерниот оркестар Профундис, за роденденот на Охридско лето на 4 август фламенко балет. Во театарскиот дел ќе имаме и 10 театарски представи кои што се исто така многу интересни за публиката. Украинците ќе дојдат со помош на нашата драмска селекторка, тоа е театарски проект. Така да не беше лесно тоа да се направи со оглед на ситуацијата, меѓутоа и тоа се случи. Во музичкиот дел исто така имаме една пианистка од Украина која што е навистина во моментов во голем подем во светот. Фестивалот завршува на 20 август со концерт посветен на познатиот македонски композитор Александар Џамбазов кој почина годинава. Познати македонски уметници ќе изведат негови дела. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.